Ке 3 години не живее тука. Викни по Лиле. Лиле е на студии во Бугарија. Добро да викни по Гордана. Добро, ти знаеш ли кој е воопшто внатре? Што се однесува до мене, може да биде кој што сака. Некој чука внатре. Тоа е од сервисот за вода. Мајстор, некој 3 години нешто овде поправа ѓавол, ги знаеш што. И како ја сега да се избричам? Зашто мора секој ден да се лечиш? Одам на состанок, стручен колеги. Па колеги, лоците сте мажи. Глупости, има и секретар. И сега за некој не знам каква ќе нотритираш мене? Ај ти се молам, немој со таков тон. Тие се поштени службенички, пото се под од своето лице заработуваат за лекар. Па со под од своето тело заработуваат бунди. Всушност не се тие криви што се убави и згодни и после работно време се манекенки. Да, ти со тоа се гордеш. А зошто да не? Заборав дека ти си главниот манекен. Ама немој да почнуваш, морам да се избричам. Бричи се. Каде? Во бањата. Таму некој бил месклинистар нешто работи. Не, тој не бил месник министар, туку мајстор. Се. Не, се едно 10 дена го бркав да поправи цевката. И не можеше да дојде утре? И утре ќе се стричи злато. Па ти добро знаеш дека аз секој ден се бричам. Водата не може секој ден да тече. Во бањата? Па таа тече од кога сме вселени. Да, ама Смилка рече, ако не ја поправим, ни таа ќе не напуштим. Ох, камо среќа никош да не се врати. Секој може да ја напушта оваа куќа, само не таа честна работна жена. За неа, за мене нема. Одлично. Тоа значи дека и јас можам да си идам, а? Ти, каде може ти да одиш? И ти? Мислиш дека сум стар? Доста наскоро можеш вело да станеш. Ето, ти да не си полудела, уште со тие глупости да ми ја наполниш главата. Ора се прашував јас за оваа куќа, Гордана, не требаше да се маж. А не поготово за оној хирургом, Каса. Да, не требаш уште тука да се лечи кај скуќа. Барем да сакаше да продолжи со учењето како Лилето. Моне да не беше мајка Бугарија да ја згрижи керка ти, овде ќе се запишеше на Свети Никош. Не сум јас скриваш на мајка Македонија не знае да изгради корисна политика на факултетите. А и од тоа се опитуваат другите земји. Добро де добро, да беше тука, ќе ми стоплеше вода, ќе ми го држеше огледалцето и сега ски си избричев. А сега, а? Бога ми, јас не можам да го ставам. Тој ти е поважен, а да го замолам мајстор? Немој да не го налутиш, многу е осетлив. Тебе ти е поважен тој или јас? Мене ми е важно волата да летиш и Смилка да остани во оваа куќа. Колку е часот? Не, сега требаш јас да го отворам со станокот на колегиум, а јас овде, со тебе се маткам. И јави се по телефон. И, што да кажем? Кажи им дека си... А јас никогаш не сум бил болен. А тоа што ти го ваѓа 3 пати слепото црево? Здраве! Всушност, за тоа треба да бидеш благодарна, но е твој, не сигурен се. Хирург Каса. Немој да зборуваш така за него, тој е ценет хирург. Сите луѓе се ценети, кога човек ќе му падне во рака, ништо друго не му престане. Туку само да го цени. А сигурен сум дека свињата така се чувствува во касапница. Само кутрата што не му мисля да го каже тоа. Никогаш не сум слушала дека свињите има злепо црево. Прашај го зети, тој најдобро знае. Ти би требало како новинар подобро да знаеш. Што да знаме? Тоа дали свињите има злепо црево. Ама аман ке доста, аман. Замисли, ако го нема, тоа ще се нешто прича. Леле, женава на вистина одлепила. Ние се... Цица. Ало, Цица, ти си? Јас се извинувам што доцнам, но имам семени проблеми. Не со мене. Жена ми се разболе, па знаете, морам да задоцнам. А презакажи го со станокот за утре, извини со новини. Благодарам. Сигурно ќе озрам. Цица, беше ме гледаш. Миле, кои се средните години кај мажите? Што знам? Колку мене? Миле! Олека бе, што ти кажа? Олека бе, може да не слушаш. Може да не слушаш Како мојот да бај. слушате, ќе ме задавиш. Кој е тој, бе? Смели се. Затоа тебе те интересираат манекенки. Ова ќе сум. Добар ден, Цицо. Седнете. Сега сваќам зашто господин Миле не може да дојде на работа. И еве јас дојдов да видам како сте. А што ви се случи драго господјо? Всушност, како можевте да се разборите? Кога толку ве сакате читува господјо Миле и што како мене? Како и вас. Какво кафенце пиете, господјо Цуцо? Госпогица Цица, се уште госпогица. А кафето благо како животот? Мамо, животот ти
žad прекрасен стан, прекрасен маша кариера, успешен зет, среќна омажена кирка и мене ми е навистина жал за вашето незадоволство. А ја сама, без маж, без многу пари, под кирија и да мислите нема што одидам на косметичар. И пак се среќна. И ми лепот. Да, а за кога го презакажа со станокот? Па, директор, вие знаете дека јас правам се што ќе речете, па затоа и дојдов да се консултираме. Се надам дека не ви пречи, господјо. Да не треба и уште нешто? Не треба. Како имаме сејворе? Да, закажи ми кај масирот. И денес оваќе? И денес, и утре, и секој ден. Добро, како може секој ден на масир? Милеце. Чекајте, за да не се плашите дека мојот филм ужива срцето. И мене, ако го дадате, Се уште никој наскоро мене го си тој така вели? Не, тој туку Хичкок. Господјо, вие го имате враќајка во месокот и се изденил се врзат со моите две поздравува. Пријатно во среда во 9 часот со станок. Ако не знаете жена ми ли тава? Значи, дали сте забележали дека сите мажи во средните години се скојни причини? Сите тие се обидуваат да се ослободат со своите жени. Леле, изаем заради овие новинарски лаги, глупости ти си за. Тоа е твојот вестник. Секој желите дека пишувате вистина? Каде, секогаш, но не се однесува тоа на сите мажи. Не, господи, јас во опасност. Ке смири се за каква опасност зборуваш? Ти си во опасни години. Ма не, чекай, моите не се средни години. Пред малку рече колку тебе 50. Чекай да ти обяснам. Просечен век на мажите 70 години. Земи дели наполу 35. А може и помалку. Во ти чиста статистика, што ми се пуши. Не знам јас, ни статистики, ни математики, а подари кому. Абе, земи дели 70 наполу, ке видиш? 35. Тоа значи дека не сам. Сонце моја, санувам како да те куши. Чекај! Пријде се може. А ти особено тогаш знаеш колку те сака? Гордана! Нашата Гордана. Прво ти викне да се врати дома. Чекай, како да се врати дома? За стално! Ами мажена? Да, но за кого е мажен? Што се однесува до тоа, јас бев против тој брак. Ама ти за... Откај да знаеш дека тој е во средни години? Кај да знаеш. И, што ќе рече? Зошто да се врати дома? Да седи кај нас додека на Драган не поминат опасните години, па после... Додека не упоминат опасните години. Додека не направи 40-45. Не се тоа многу на 5 години дека се трпи. Абе, јас ти велев, требаше да соможи за вас, ама ти за оној. Па тој никој ништо. Тој е перспективен новин. Ео ти го туркаш. Еве го туркамо ти е талентиран. Добро, да и тој ден неки има 35. Знаеш кога? По 7 години ги има тој. А до тогаш може да се разведе ти пат. Да се разведе! Мојата кирка! Чекај, што е толку трагично? По денешницава на секој 3 брака 2,5 се разведе. Това ти е забавно. Па и ние сакаме да се приближиме кон Европа. Мене многу ми е гајле за Европа одинаје. Ака, не бри, че не облечен по пижами. Кажи, голоди! И помпат причи се, тебе ти е поважно причајте ли животот на нашата Абе, кирка. тој мене не ми се бенисуваше уште првиот пат кога ќе а кога ќе помислам дека 3 пати му оперира од слепо црево. Миле, ајде, оди! Море, ќе го одера. Оно е Васко Пен. Миле, оди! Јас Васко Лупов. Да се јавам со сваќе. Хало, сваќе! Вие сте? Не, ништо не се случило. Знаете ли вие сваќе дека вашиот син е во опасни години? Драго! Дете! Кој ќе има бур дете? Не ме уплаши, вика. Гордана му е во опасност. Гордан, сваќе, не можам вака ништо преку телефон да дојде. Гордана! Да, ајде. Имате нешто за пишување? Имам. Мажи, пишу, не само на Смилке!
Еве, нека така си. Повелете, господине. Може малко да ми го придържите? Аз извинувам да ми придържите. Јас? Јас? Јас. Ова е број 35. 35! Господју, каков е тој број? Сите броеви се добри, ако човек среќен и добро ако живее. Вие добро живеете? Јас? И живеам, може да се рече одлично. Да знаете. Години имате вие? Па ја почнав 35 35 тата! Не, но тие години важите како да ви кажам. Па тоа е мојата жена го вели. Оженет сте? Да, една година. И ништо, баш ништо. И бе, малце фалеш, има веќе 9 месеци. Почнавте, чувствувате? Јас повеќе гледам. Гледате? Извинете, но тоа секој го гледа. Да, и Хичкок така вели. Хичкок. Оно што прави криминалистички филмови? Јас сакам комедии и музички филмови. Вистина? И еве ќе причекаме, белким докторите не излагале. А ако сте излагале? Па ќе причекаме. Кога би бил син? Би чекали 10 дни. Син! Ама може ке. Како син, каква кирка, вие сте во опасни години, човече? Па затоа жената ми се пораѓа. И вие так, тука седите, ништо не случува. Мислите докторите сте маки, видиш? Па се разбира, тие тоа најдобро го знаат. Утро, мој дете. И вие чекате дете? Да, Никогаш не и јас се надевам. Знаете, за овие работи се мислело дека жените се повеќе криви, но сега билат мажите. Проклети мажи. Евоте така, господи, што ми фали мене. Ти си во опасни години. А вашиот маж? Тој ме на 50. Вие немате многу накш. Ау, вие се надевате? Како да не? Јас сум во најубавите години. Не жалам жена ви. Зошто таа е млада, не е за жалење. Извине, да сме добро, не ме разбирам до душа. Јас сосема ми давате на знањува. Како да кажем, вие навистина да. Благодарам, млада се омажив. Немојте после да ме обвинувате ова, како да разберете мислам. Слободно исповедайте се, мене себе ми. Вистина? Јас сум навистина будал. Мајко, што ми става? Вашите години ги човеки! Изложна, слушала се! Господете се малку! Јованке! Извинете на вашето Господи, се случи па јас. Аха, ти прече, па ме прати в Успич. Ви не се уверите! Опасно сте Гордана спекат. Опасно? Момче, што правите вие овде? Господине, како прво, јас не сум момче, Аха. јас сум маж, имам жена и наскоро очекувам дете. А како второ ја затвора вашата цевка. Ама мојата сакаше! Компанијата сврши. Па преминахте овде, а? Па да наплатам јас му сервисот за домашно судио. Бре, излагај, направо. Излагај, бре. Говорите очите! Има нешто Дај повели. малце, да излагај таму. Јованче, моја Јованче. Што правеше овој човек со тебе? Човекот си е во опасни години. Жена убила на порање, па затоа нема да ја задави. Па затоа навалил на Не, тебе, а? Микос, тој ги напаѓа сите жени. Ти навистина си одлеп. Опа. Каде си то сега Смилке? Цело утро те чека. Си заминал не од сервисот? Аха. Епа, од него побегнав. Само што дојде из учинава, почна да ме дави. Барем да љуби, да бакува. Тој дави. Слушај, идам да идам. Кој си? Добро утро. Добро утро, свате! Добро утро. Добро утро, сега седнете. Што се случило? Се уште ништо, ама наскоро. Ама така ме преплашивте преку телефон. Знаете ли вие сваќа кој е Хичкок? Кој е господи? Вие не гледате филмови? Не го разбојле? Не прави филмови за това. Тогаш каква врска има тоа со мој драга? Ма никаква сваќа. Милајте, оди бричи се бањата слободно. Тоа би било најдобро за мене во моментот. Смилке, ти би требало кафе да направиш. Господја Лена не пие кафе. Од денеска ќе почне да пијам Смилке. Гордана му е опасност. Каква опасност? Смртна опасност! Заради разбойниците Хичкок? Не, Зошто? сака да ја задави нешто слично. Драган, што ви паѓа на памет. Драган ја обожава со полноста збором. Гордана така, Гордана така, онака. Немојте сваќа, тој е хирург,
Дай, него раците работа. Тоа што тие раце луѓе лекува. Хеј, Гордана, ме забрат. Тоа со тие раци ради отвара сваќе. Саке, сигурно си го познавам своето дете, Вие сте- како ви ради раката да му падне. Вие сте го познавали кога бил мал, сега тој е во опасни. Кој ви го роколува? Вашиот Хичкок? Кажете ми каде живее тој гумнар да подам да му кажа нешто. До сега не видел и нечу. Виделото ќе му се земи. Човекот нема ништо со тоа, тој само ми ги отвори очите. Јованке, каде е мојата машинка за бричење? Праше Смилка да се бричи. Смилке! Смилке! Да смо сана. Повелете, господине? Каде е мојата машинка за бричење? Ау, ја заборавив. Утрово се бричев, сега ќе ви ја донесам. Оди, отвори го, тајкам кој сега. Каде? Јолија! Што е, Дран, што е си ме бабо се? Со овој најдовте роговите на новата? Абе што зборуваш ти? Каде живо на вашите минови на вас? Не знам. Не знаеш, а кај тебе работа? Абе Не знам. стиги се! А, ќе ја давам како робче. Господине, еве ви ја машинката. А, Бричење. Важно, ја заколам со Јоване, Господја! Господја! Навистина ми е убав овој мој живот. Ти на мојов што му фали. Море мајката, тебе ти беше гајле, немаше се мажиш. Ме омажија. Никој со се ти тераш, немаше со мажиш. Ме натера. Што ти рекол? Гуцо, чето на мајка. Омаши се за докторон каса, многу пари има. Ќе ти купи кола. Ќе се војвате во странство. Ајде ти купуми некако се предавај. Па се под таа смислата. И таа, и други, и вакви, онакви, секакви. Добро, ти што не им рече, не можем. Не сакам, имам обврски кон Васко. И велев, ама. Ама, требало биш попорна. Бефала ми ја тие ми ја полнеа главата за тебе. Шо, дека сум никој, дека сум ништо, а? И дека цел живот ќе ни издржува. Мама велеше, да не е татко ти ќе нема леп да си купи. Кој ќе ми ја полна главата со тие нешта, татко ти шанса ми даде служба. Јас се покажав како таков. А и најдобрите крими репортажи, јас ги пишувам. Татко ми те сака. И вели дека ќе бидеш голем новинар. Еми, тие да може да ми даде шанса, јас ке ти возможев тебе да станеш угледна жена. Вистина? Да не го молиш јас татко ми ќе ти видам што ќе беше. Никој ништо. Слаба утеха. Море не. Но ти, ако не фатат некој ден, знаеш, ти ќе го изгубиш тој мажот, многу што го сакаш, аз работа од кај што живеам. Васко! Ти од се тоа пишуваш криминални репортажи? Еми, ако сакаме да одиме во Европа, тогаш мора да има малци криминалови смици. Јас не се разбирам многу во тоа. И тоа со Европа веќе ми е прекугла. И детските приказни ми се поинтересни. Па ни јас. Тогаш како пишуваш? Лажам, измислувам, фантазирам. Ако те открие, Се знае тоа. се знаеш што? Па, веднаш што ми ќе прочитаат, ќе видат дека е лага. И на крајот ќе настрадаш. Јас бе? Нема шанси. Јас така измислувам приказните, на крајот сите срекни да бидат. Одиме поред и батко судијата, и видам полицајцот, па и ми карам ја. Така? А ако нас не фатат? Измислиш приказна на европско ниво? Мислиш ни ова што го правиме европски? Европски? Yes, of course. Тука нашата нација не застана многу за Европа. Знам, знам. Знам дека знаеш. Да не сум многу изкушаем. Не си. Ако не фатат, ќе се разведиш. Ти си ненормален. Зошто? Па не ли ме сакаш? Те сакам, ама јас не сакам да се омажам за него туку за тебе, ама моите не ми дозволуваат. Татко ти знае дека те сакам, а и ти ме сакаш мене. Мајка ми е главен збор во нашата куќа. Глупости. И ти да беше паметен, немаше да дозволиш да ме омажат. Ке ми ги отвареше очите. А со шо? Со уверливи причини. Бабе, така ето, со почетничката плата, со гулабарникон на таван, а и со младоста моја. Не си ни најмалце духовит.
Не ни сакам да бидам. Лесно ти е те. Сега ќе отиш да измислиш приказна на европско ниво. Сите ќе ти честитат и сите ќе те знаат. А јас учествувам во криминалов и не само што никој не ми честита, туку и никој не ме знае. Пуце ти ме. Што ме па? Ти ајде по-брзо влечи ја тај еднаш. Чекај ме, Шу да прав. чекај. Се благо. А еднаш по-брзо? Чекај. Готово. Па, добро ти... Знаеш дека јас сум нежен со тебе, знаеш дека те љубам. Еј, ти ми растуриш косата полека? Ама, мислам дека по-добро ќе беше ако ти бев маж. Што добива тој од мене? Ајде, знаеш шо? Ајде, молам, да ја прескокуваме темава, може? Ти? Љубоморен си? Па, мислам дека и тебе не ти беше пријатно. Мене се едно ми е. Кога жената идеш ќе го изневери мажот, после... Чекај малко, може да се каже дека пред ти мене ми изневери со него, а не... Не е важно кој пат. И другото и нема причина за љубомор. Да бе, така и не имам. Тој е прилично досаден човек. А и глуп. Само ме њави со тие негови операции. Креветите ни се оддалечени 3 чекора. Скоро 2 метра. И шо менувата? Се вртам на другата, се и мислам на тебе. Будала. И мислам на тебе. А јас што добивам од тоа? Да си ми маж, ке добиваш уште помалку. Еднаш недела? Еднаш годишно. А вака, секогаш сме се љубополни. Јас сакам да ти бидам маж. Остави го тоа, знаеш што, кога иде тука ме сретна татко. Ми рече, мајка ми ме барала под хитно да сум пошла тајните да. И шо сакате? Од кај знам да ме њави, да секогаш ми држи лекции? Против мене, а? Не, тие мислат дека не се гледам повеќе со тебе, така и вети. Абе, Смилка е вашето студио. Отворени Марија, ти дошла тука. Абе, среден сме. Васко, гледа! Отваряј! Абе, не е згодно. Брзо, скри се. Драган дознал дека си овде. Драган! Да ме убие! Шо, да ја убие? Само преку мене мртов и како Ама не. не е важно. Ама не е важно. Најважно е Гордана се сокрие. Ке да се скрија, брат! Е, излези натаман, темно е. Мене ќе ме убијат! Брзо. Како ќе се начапори? Абе, побрзо. А би било по-добро јас да се подам горе со нејзи. Ти. Ама со... И Марко. Ама... Да останеш со мене овде. Ама зошто? Да ги пречекаме. Мора Гордана да има целосна либи. Аха. Леле, Смилке, срце си на се мислиш. Стави нешто повисоко да може Гордана да се качи. Ќе си ги скинам жолапите. Да нима гувци. Леле, како ќе се качи? Аз ти облечи пижами, а Гордан јас тебе ќе ти помогнам да се качиш. Леле! О, леле!
Uba Boga. Uba, не сака тебе да те убият тук у мене! Ливета, а не се ми избориш само. Абе, аз седи машинка да запричи. Да не сака ovdje da se priči! Аде, сака Соня да те коли. Смилке! Значи той навистина е влюбен во мене и затоа сака да ме убие? Сега, това не е важно. Ѓуците. Смилке! Зошто се соблекуваш во ти? Како? Љубавно дело да не сакаш јас и тебе да те соблечам. Никако се... Јас пречипот се не говорите? Ако сакаш да убијат Гордана и не мораш. Не знам што е по-лошо. Да ме убијат или да не гледам кај што водите љубов? Ема лево да гледаш затворите очите. Смилке ти да озбилни јонака! Еве ти да, легнуе со мене. Кој е, бе? Ама, бре, те видиш тоа? Чека ме соблечко. Ама, сега. Ти! Јас. Тој. Вие! Ние. Како што гледате, шефе, јас сум. Ова е премногу. Ова е преголема среќа за тебе, зете. Бе, дај да се на море. А, повелете, шефе. Смилке, како да кажам, Јованка секогаш велеше дека сте незаменлива во мојата кија. А гледам дека имала право. Шефе, па и овде сум незаменлива. Убаво, едноставно расправнешно. Ајде се молам, зете. Смилке, малку те видел во нашата куќа. А како пак сега овде? Доторчав, се исплаши оној ваш дед Драган да не го убие мојот. Вашиот љубовник? Ужас. И тоа се вајде за време на работно време. Јас немам работно време. Гледам, вие работите нон стоп. Ајде, молам, прекинете. Не може да препомнаме. Не, посилно некој мускулеше ми го знам. Е, баго. Ајде, јас како. Слушај, еве како да ти кажам, понека бе пели. Не су бе. Вако се случува. И може да му се случат на секој човек. Дали не распре? Јасно беше. За тебе. Ајде, остави ме во готов е. Еве, Смилка некој крај. Смилке, за ова никому ни збор. И побрзе. Те чека Јованка дома. И пак го знаеш мртво. Ајде бе, вие, до кога ќе се карате? На пиво јас часто. Договорим шаке. Леле, ово сега шаке се иде. Веш те, Кен, со мене водиш ти во Оксана го исто така. Испана будава пред оне криминалистички гомнер. Безсрамни цендер. Ке ми платиш ти за ова. Ке видиш. Кажи. И со Драган?
Sestro, što se slučilo ovog pčelom? Mile da ne umre. Majko, majčice kada i tate da ne umre? Ne doj! A mi koji? Ja umrem! Od što? Da ne buda vidim matiju, što? Леле, сестро, да не си се мръднала, па сегина сакаш да не помрниш. Какви са овие глупости? Освести се, че ги не знам шани. А ние, сестро, ще поглупи. А ти, како што гледам, преднаш. Герко, ти си? Дойда те гушнам кога дойде. Мина, слушай пътуваче, ти положи изпити. Да не вати ли белечко? Господи, Защо майка што си навареците изпити ги положи и то за 10-ка прекрасно патила, па ти со кола иде. со каква? Кола на 4 тркала, од кај аз беше некој си опна. Него ти го опна! Майко, седи да ти објаснам. Имам дечко, фин човек, образован лекар. Лекар! Значи убиец како трябва. Убиец! Малко е по-стар од мене, ама не изгледа така. Околу... 35! Сестра ми, Чаша да ме изкажи. Шо ти е тебе? Айде, кажи ни се. Сега па не ме може. Се опасни години кај мажите. И Негри и Драган дојде да ја тепа да ја убие Гордана со машинката за бричење. Ама му Хичкок вели сакат смрт со давење. Каде си се видела дете си? Кој го знаеш Хичкок? Леле будали звудани од каде го знам, не вере Америка и Ќупско мало. Прочита во вестникот. Добро, сестро, да разчистиме. Не сега има нищо случило. Ама ти пред време си спеси. Ето никода не. Каде се тате снимка Гордана? Ништо не ме прашува и ништо не сме. Ете, господи, уште сте жива. Како е студенкава? А како страва мома? Добро. Каде е директоров наш? На работа е вистинска лудница, а го нема и Васко, да не знаете каде се? Вие може би знаете. Ама да знаете ги ветрашен, господио. А може каде се? Не може, Смилка не е тука, нема кој да направи. И таа не е тука? Чудно, никој не е на своето работно. Зашто го бадате? Па да му кажам што се спрема. Овај, што слушна? Тоест, ке го менувале директоров наш. Па да видиш што ќе може да се направи. Кој ќе го менува мојот Миле? Партијата ќе го менува мојот директор. Но Миле не е партиски определен. Токму за тоа време е за да биде определен. Но за кого? Каква чудна господја, па за таа партија што е на власт. А која е на власт? Сега ВМРО-вците, после СДС-овците. И едните и другите овци. Миле мои, или главно овци или едно од многуте. Господи, тој е маш, би можел да биде прав, а вие ќе бидете непочитуваната овца. Тоа значи дека никој нема да може да ме стрижи. Не, тоа значи дека ќе ме стрижат и ќе ме молзат за доброто на народот. Каков народ? Мене не ми дојде до тука. Никому нема господја, тоа само така се вели. Мајко, што кажува господјава? Госпогица Цица. Се уште господица. А кажува дека вашиот татко повеќе нема да биде директор. Како ќе биде? Младиот новинар Васко. Тој директор! А тој има стаж? Не треба да не сташ, туку треба да си лаш. Како Васко? Леле, простаче, па е погон од партијата и за тоа треба среќа. Ама ти велев јас, ама ти го не чинел. Мајко, секогаш смешаваш кога сакаш да погодиш. Фифичке, оди кај овците и баре го пастирот одма. Абе, зошто јас? Што да речам? Речи ли тој твојот лав дека сакаш да се омажиш за него? Ама, доста за тие животни, бре, не го сакам. Нема го сакам, не го сакам. Тој е председател на комитетот. Сечи печи во градот. А и тоа дека е дал би се потели да малку напиш. Ај, и неа ќе омаш наскива. Ле, тебе ги така не може. Кај го киштал ти ги собнеш. Шпотен, шпотен. Чекай. Гордана ја нема. Миле го нема. Смилка ја нема. Ајде заминувај Јованки, тебе нека те снима.
погрешно го обавестиле. Не е тоа. Мене сега се ми е јасно. Тој немаше храброст така да ја задави, па сакаше да излетот во афера. Ти пак продолжуваш со Хичко. Хичко кам никако тој си треба заклучите. Само да те подсетам дека и тој е Машко. Барем имал храброст да признае. А што ако никогаш не бил женет? Тоа докажува дека е паметен човек. Ти? Што му фали на женетите? Женет? Тропорно од умре, значи без тропорно од умре. Сепак имавме среќа. Се добро се заврши. Јазикот зазаби како ништо да не се случило. Влазе си ти има да живееш 100 години. Живеем 100 години, ако ми дозволиш ти, оти со тебе... Ај тој твој талент, Васко. Пишува репортажи со кого занимам? Со куќна помошничка. Зошто па да не? Тој слободен човек. Да, и тој требаш да ни биде сети со кого? Со Смилка. Биде со Смилка, замисли. Немој ти така го омаловажуваш. Море, која видам Смилка онака разговарна. Како да почне да се тегни, па да се битка. Не загубам. Ма видима стил. Абе аз тоа професионално го констатирам. Така професионалец како тебе да не сака и професионално да ангажира. Професионално да ангажира. Зарем човек со тебе не може да разговара сериозно. Нешто е тука сериозно. Нашата куќна помошничка затекната во превитот на Нико Разов. Па ти кога ќе почнеш... Јас сакам веднаш да се Гордана, што ти стана? Дана, полека смир се, погрешно го обавестиле. Тој мене со Смилка. Ти знаеш? слушнав. Тој јас му го рекол на татко ти. После тебе да падне на такво ниско ниво? Со куќна помошничка? Па тоа... Јас него ќе го бирам. Немој сладка Гоцо, ти не си во тие години, млада си. Смири се, Гоцо. Смири се. Тоа ти е живот. Малку солзи, малку радост и ќе по... Не! Она денеска што го мислам, ќе го мислам и по 100 Абе години. тоа повеќе во афера. Каква афера не е тоа само денеска? Како? Зари порано? Па сигурно, кој знае. И зашто не си ни кажала да се? Па сигурно, што можешме друго да очекуваме од земја, хирург, каска. Трово му велев на татко ти. Да си дојдиш кај нас. Додека на Драган не му поминат опасните години, па после... Свесна ли си што зборуваш? Немој толку да се нервираш, сите мажи се такви од тие години, ти мора да се навикаш. Значи, ништо не се напирува. Кај е сега та Смилка вешта? Пред очи да не ми слепува! Онека да ме остави во некој... Господи, што да живе? Таа се уште го сака, во тоа и работа. Него? Никогаш не сум го сакал, никогаш вие ме трфте да сомаже. Гордана? Добро дете не. Тој, како само го фалеше! Леле, мамо, ти главата ми ја подуја за него. Абе, донеси му на детето нешто за пиење, не гледаш како се треси. Еве, одам нека издржи. Ке ми умри овде. Не мом да си замислам. Со Смилка, бе, тато, со Смилка е со Смилка! Со таде, што можевме да направиме? Драган е хирург. Јас со него ќе се разведам. Како? Судски ќе се омажам за вас. Јас ништо не те разбирам. Разбрам, тоа ќе биде. Колку што можам јас да разберам, ти знаеш за Смилка. Знам и затоа сакам да се разведам. Да го задржи за себе. Кого? Васко. Васко од секогаш беше мој. А Смилка? Што Смилка? Па она, во неговата соба. А, ние го следихме така. Да ме не фатите, не и вас. Повели го тоа. Видам се малку за детето. Ништо ти донесам трудно. Ке донес. Да, дотрча. Да ми извести дека идите ти, Драган. И каде беше ти кога влеговме внатре? Се скрихна таму. Зошто тој не се скри? Смилка не му дозволи. Сакаше да има целосно алиби. Лука, нема што. Затоа се облечи го натре на Васко. И тој се соблече? Леле, како ме памилја на земјата време. Море, паметна е таа Смилка. Покварена, расипана, не паметна. Драго е Гордана. Што се не доживеа денеска? Страшно. И замисли кога заминавте се врати. Драган се врати? Да. Јас го отворам джебчето, ја гледам Смилка се смее, а тој со мене водиш љубов и со него. Леле, што рече? Еве го ците. А ти што ти стана? Можеш да замислиш како се чувствувам. Не си спреска. Со мене и со него љубов. Ова ти го рече? Мене не ме иде, не изе. Не изле на кој.
На Смилка. Каква врска има сега Смилка? Леле, мамо, пак ти го да сватиш, како нема? Но со кого? А сигурно не со мене? Со Драган, но морам да повторувам. Ау, како со Драган? Еднака со Драган, земни вода и пи. Мора да имаше шекер на вода. Ти донесе бе шекер. Миле, не знам кај сте шекерот, ја нема Смилка. Сега остави ја Смилка си, има друга работа. Докторка си е таа. Што се денеска ни се случува? Доктори со кукли помошнички, новинари со кукли помошнички. Новинари нори? Па твојот талент вас. Остави го, не. Тоа не е вистина. Како не е вистина ги чекали в кревет? Тоа беше наместено. Леле, наивно дете, и ти веруваш во тоа? Мене тоа ми е јасно. Јас се разведувам од Драган и се мажам за вас. Смири се, смири се. Треба да се најде паметно решение. Од каде ти знаеш дека ти изневерува со Смилка? Слушнав. Каде? Во собата на вас. Те виде Драган? Не. А тоа не држи место. Што си барал во собата на вас? Ќе ја кажем истина. Ке ја кажеш, ке собрукаш и ти, и фамилијава наша, и Васко, и сите. Леле, Кирко, какви гумна не Не, чекај. Не, да. Туку ти не втера во овие гумна. Зошто јас? Секој ден ме малтретираш. А мажи се за Драган или ќе се замубијам. Колку мати возбуди. Затоа мене кутиот 3 пати подслепо од средно. И в болница си немав мира. Кога ќе се наведнеше оној касапо над мене, во неговиот нож чувствував како да е. Дај ми ја Гордана! Дај ми ја Гордана! И да не му ја дај, до ден денеска ќе ми го вадеше слепот од средно. Значи тој е бил дал да се. За да дојди побрзо до Смилка. И слушнете, јас се разведувам. Јас ќе се омажам, Е, убаво е да се мажи да се наведува. Чекај, зошто лиценца тати не мага? Факултетот? Тата тоа не е проблем, не сите така се мажат, ни прва ни последна, тука се заседат нема мажени, како тетка ми фифа. Знаев да ти да А ти како се омажи на пумпа, на сомене, Јас така? моето минато не сметива на разговор. Не треба Кирки. Да, така меко. Остави го тоа. А за колку се мажиш? За прекрасен лекар. Аз си го прашала што прави во ординација. Да, мене ме чекам. Да бидиш сигурна што тебе те чекам. Да бидиш сигурна. Те чекате? И? Добар ден, директорова, А. екс-директор. Добар ден, екс-секретарке. Што правите? Се мажите, се разрешувате, се разредувате, боде се. Ако ти радно на умото. Дојдов да ви кажам дека старата фифа изгледа рпнатовче. Фала што ни каже, не знаете шуша. Ама знаете дека денес на директорска на столица седи Васко? И вие врз него предпоставувам. Не. Јас не го менувам. Васко е заљубен во вашата ќерка. И наскоро ќе има свадба. Аха, кима. Лиле ке се маже. И го требаш да ми се маже по столбата. Тоа нема да виде. И тоа денес ќе ја варат низината рака. Тоа нема да виде. Полека бе, смири се, Ванке, па ако треба и тоа ќе види. Па нели живото на Гордана е најважен. Да, го Драган. Господјо, за Драган ич да не се грижите. Тој си е одамна згрижен. Па, и јас сакам да се мажам. Ти можеш се омачиња да омачиш. Пријатно! Пријатно. Добар ден, госпожо. Кој свати? Па вака, господјо. Ако не знаевте, кај нас во Бугарија викат какво се казваш бе момчета. Знаете, иначе јас сум Пепе, можиден се да ви... Стварно? Мило ми е, јас сум дедо Миле. Добро за годините ти изгледаш. Добре, така. Толку добро што уште не дојде по чеме не видиш. Чекај ме, мамо, да ти кажам, не се нервирам. Ајде кажи што сакаш. Јас искам. Искал, стискал, кажи ме што сакаш. Ја искам вашата ќерка за жена, това искам. Желки пасиш? Ќерки, господјо, јас лекар сум. А во слободно време и напред. Да.
Jaz ne mislim taka. Ti може би не имаш уште да мислиш. Гледам си пепе, гледам си. Да ќутиш и да пукниш. Ти имаш 35 години, кар си дали си некој швален. Швален, господјо, мене Лиле, живи майка прва. Браво! На 35 години прва жена! Прва е ми како? Господи! Ето, а тие кога ќе отвори на старост? Мамо, гледам, Лиле на порно. Лиле! Браво ти мојата кирка на кото. Лиле! Лекар, јади кото. О, лекар, убаво да си поминете. Едно убаво. Лекар, јади кото. О, лекар, Ево си мојата кирка. Да има толку фини ресторани. има, ама тој неки там. Порно, данеска да се случеше отколку утре. Зошто ти да немаш некој состав? Не. Најмногу ми е за тебе, Куцо. Не жали ме помногу, мамо. Јас сум сосема. Драган ме замоли, оди мамо, моли ја Гоца да ми прости. Секој момент може да дојде. По-добро ќе му биде да не доаѓа. Гоца сине нему така сгрешило детето, па сега... Ако не му е стран, нека друг. Сигурно сите сме тука. Да. Мора да се најде некако паметно решение, не може така. Господи, да го има това. Дека јас, повеќе со вашата фамилија, немам ништо заедничко. Јас се разведувам. Заради овие глупости? Тоа вашиот си најдобро ќе го објасни. Но како тебе се дома да ти го објасни? Нека објаснува со Смилка. Смилка, она селендурена? Како станаш? Таа селендурана му е љубавница на вашиот син. Тоа не. Не. Добар ден, и јас сум тука инаку. Знам дека не ме барате, ама тука си. Безсрамници една како се смелува, Бракови да растурате. Бракови, па може би и составува. само да знаеш дека мојот Драган ќе да суреди за тоа. Тој веќе е ме суред. Доста му не биде попристојна. И сега ти да ја гледам. Ти се молам, кажи нямори вистината. На кој вица мислиш? Па на таа, да започнам да се А, тој долг мове, чекај да се. Ева. Кодо? Едно поплане, не, беше поплане. Два. Кога го опелиле, Миле, од тоа неговото историско слекотрево. Фирме не ме заболе. И му се пожали на Драган. Да. Што мене не се пожаливте? Кога вие сте века? И така. Да, едно поплане, му носеш лимонада на господино. Требаш јас да му ја. Лема му ќе не поскедиш ли од тоите? Те му ли смили? И те прегледа. Да, ме прегледа. И кога се соблеко? Што се соблечем, Рисмиќ? Како се соблечем? Еба, го соблеко во истиот фустан и се друго. И тебе така се соблечем. Не, бе. Кутре, ки ме тараше се жале, бе. Кажеш ми прегледувам несе, дали сте потребу или нешто. А, вие се не потребо исто како и вас. И вас ме прегледа. Колку е клучно. И после секој ден си одеше на терапија. Како секој ден, само Драган кога беше дежурен, не секој ден. Леле, ќе нема никој да смета. Еми така, нека. Ете, слушнавте, господјо. Колку што јас разбрав, тој совесно лекувал и ништо друго. Зошто, Морис Милке? Зарем ти беше ворува во нашава куќа? Сега зошто? Затоа што тоа е машко, јас сум женско и... Со вас, па вие сте купна помошничка. Драган, од секогаш велел дека не сака некој издоден и учени жени, макар што многу сум. Видија ти неа? Туку згодни и убави како мене. Фантазија немаш. Еба, така ти е тоа во живот. Чекајте, сега тоа не е важно. Важно е што сега, што понатаму. Јас сакам да се разведам и ќе се разведам. Друго апсолутно ништо не ме интересира. Добар ден. Боја гот. Јас сум у тебе те сакам. Станете, господине. Не е потребна комедијава. Јас ти се конам дека се тоа... Драганче, стани. Гордено се знае. Се, што е тоа се? Па знаеш за нас и за нашата љубов. Каква наша љубов? Слушајте, Гордане таа лаже, тоа не е вистина. Ти веле ќе слажи? Лажам, јас лажам.
Dragi moj, tato, ako slušam lično od tebe. Od mene kada, koga? Čudi. Čekajte, сега това не е важно. Важно е, що сега, що по-натам. Jaz sakam raz. I ќе го добијам. Ako, jaz ti budem svedok. Kako? Ясно, ако Смилка ти биде сведок. Моя вода, само тебе ти съм. Той е най-зина лага. Таа ми рече дека си била само и тип там. Moraš da... Да. Смилке. Како можеш ти тоа така да го... Смилке! Ajde, od ako je za taj dej, dosta ti беше laženje. To ako napraviš i za tvoje dobro. Ето гледаш, лажел. И вместо тебе најдобнези во преградките на манија. Внимавај како се изразуваш. Тој е мојот иден наш. И тоа треба да ти биде јасно. Значи се... Nikogaš ne sam te slažala, draga. Смилке, спири ги хормони. Смилке, ти после ова мислиш жива да останеш? Да, ти е тоа кога имаш работа со куќна помошничка. A što se odnesuva do toa i ti imaše kuken pomoćnik. Ајде се мала, сега вече навистина дошла. Си кажавте, ще имате закажување. Ставиш сега јас ке кажам. Ова никаде нема. Мора да се најде едно решение. Се прашувате како? Јас имам формула. За мене нема никој да реши. И за мене исто така. Разбра? Нема никој за мене да решава. Јас се разветувам онма. Онма сега, онма ти се. Слушаш? Ne vaško dojde, ne te Левасто! Ај, силам се. Директоре мој! Да не си Абе, шефе, извини за ова, знаеш, директор што ме направи, ама партијата ме тераше, не некој друг. Вие пак преку мене ќе раководите, туку слушај. Нема лутиш, така? Какво лутиш, море? Видеш што споруваш? Ме видеш себе! Па нели сега денешницава е светот на младите. Видиш што споруваш? Па вака. Еве го да. Еве го. Еве го. Ете сми. Ете сега си, секој нека се најди среќата и готово. Видиш што споруваш? Веќе ништо. Драганче, буди побаре Смилка за жена. Горде. Дали сакаш да ти будам маша? Reći ne, reći da. Reći da. Reći da. Reći da. Reći da. Da. Но јас од секогаш сум Ти си наред. Ne reagira. Нека ме свадба. Draganice, daj šta kaže se. Aj što praviš? Тоа ти е сваќа. Десет. Slatne sribne nareni, zatrеби за нас. Драги полен, сестро, моля аз да знае какво ти било толкова самаш. Нека чека за сега. Нека ви со среќа. Една го да ме цел живот комна. Син, докторите не ме
20 години доби син. Сина ми се роди, татко се стори. Čekaj me Astro. Ne, ona. Mora ova glama val? Čisto daj, ti si već ko se rodi? Sina mi se rodi. Še ima to mora reći? A sreke su denes. Odpočekaj. Sina mi se rodil, tatko se stori. Sreke su denes, Ajde, osrabiš. Вие веќе се да изпоздравите? А?